Во ова издание, Форум за диалог од Охрид ќе испратили порака за побрза интеграција на регионот во Европската Унија. Што е во залог? Многу руси купуваат имоти во Турција, со себе носи можност да ги обезбедат своите заштети, дури и турско државјанство. Компанијата Picnic Robotics во Колорадо промовира софтвер со кој се олеснува движењето на роботската рака од далечина. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин денеска го води состанокот со неговите колеги од земјите членки на НАТО и други делови од светот на разговори за последните напори за зајакнување на војната помош за Украина. Еве ги најновите детали. Разговорите се одржуваат на маргините на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел. Виртуелниот состанок на контакт групата за одбрана на Украина минатиот месец привлече представници од речиси 50 нации, најави нови пакети помош. Украинските власти продолжуваат да ги повикуваат меѓународните партнери да испратат повеќе оружје, особено тешка артилерија, со цел да им помогнат на украинските сили да се спротивстават на Русија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави за новинарите дека министрите за одбрана доцна во среда ќе се сретнат и со украинскиот министер за одбрана Олексеј Резников, ќе добијат ажурирање за што итно и треба на Украина. Разговорите доаѓаат додека руските сили се обидуваат да стекнат целосна контрола врз источниот индустријски град Северодонецк, кој се наоѓа во регионот Донбас, кој Русија го прогласи за главен фокус на незината операција во Украина. А високи поранешни актуелни политичари ќе бидат присутни на вториот поред Преспа форум за диалог, кој од 16 до 18 јуни ќе се одржи во Охрид. Очекувањата се дека од Охрид ќе произлезат силни пораки кои ќе се спротивстават на отворените закани од Москва кон сите земји кои пројавија желба да се приклучат кон НАТО. Мики Трајковски има повеќе. Фокусот на вториот поред Преспа форум за диалог ќе биде безбедноста во Европа и на Балканот во контекст на руската агресија врз Украина, вели поранешната новинарка на светскиот сервис на BBC Билјана Георгиевска. Таа очекува од Охрид да произлезат силни пораки кои ќе се спротивстават на отворените закани од Москва кон сите земји кои пројавија желба да се приклучат кон НАТО. И амбициите на некои од 6 земји од Западен Балкан да продолжат по тој пат. Гостите во Охрид верувам дека ќе се заложат за поголема сплотеност и соработка со демократските сили, не само како одговор на овие закани од Кремљ, туку и заради полесно надминување на последиците од судирот, на финансиската, економската, енергетската криза. Пораките кои што ќе бидат испратени ќе бидат насочени кон побрза интеграција на регионот во ЕУ, вели аналитичарот Джелал Незири. Но и засврстување на мирот и стабилноста во Западен Балкан преку интензивно вклучување на Вашингтон и Брисел во решавање на споровите како што се тој помеѓу Скопје и Софија, Приштина и Белград или решавање на внатрешните поделби и проблеми во Босна и Херцеговина. Присуството на високи гости од Деови Сад говори дека овие држави не сакаат да го стават Балканот настрана самиот да се бори со последиците од војната. Таа очекува од овој Преспа форум да произлезат и тонови со критики, како што тоа било минатата година. Вашингтон го критикуваше Брисел за бавноста во остварувањето на своите ветувања кон Западен Балкан за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Очекувам критиките да бидат упатени доста сериозно и до Софија. Во Охрид ќе бидат присутни актуелни и поранешни политичари од регионот Европа и САД, помеѓу кои помошникот државен секретар на САД Габриел Ескобар. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Остануваме во регионот. Турција е една од ретките земји каде што руските авиони може да летаат со руски пасош, може да влезат без визи, што ја прави главна дестинација за русите кои сакаат да избегнат од мерките на Путин и ефектите од економските санкции. Дориан Джонс известува од Истанбул. Вкусот на домот. Андре, кое не е неговото вистинско име, го подготвува неговиот омилен руски чај со другарот во екзил. Андре побегнал во Истанбул минатиот месец поради гласините за воведување на национална регрутација.
Кога ја доби веста дека можеби ќе има воен рок, имав само 2 часа да си ги земам работите и да си одам. Познавам луѓе кои се обидуваа да ја напуштат Русија. Полицијата почна да разговара со нив, прашуваа зошто одите. Го избирав Истанбул затоа што не е толку далеко. Веќе знаев нешто за овој град. Имам врски овде и слушам руски јазик насекаде. Истанбул има историски врски со Русија и традиција да биде домаќин на русите кои ќе избегаат од пребирањата во нивната земја. Турција е исто така една од неколкуте преостанати земји во кои руските авиони можат да летаат и нуди безвизно патување, што ја прави популарна дестинација за русите, вклучително и за оние кои бараат пат до земјите во Европската унија. I read the news and Ги прочита вестите и мислам дека границите ќе бидат затворени. Мислам дека тоа е последна шанса да се преселиме. Можете лесно да дојдете во Европа од Русија. Само прво одите во Истанбул, а потоа во Европа. Знам дека многу мои пријатели се во други земји. Заминаа и решија да не се враќаат назад. Многу руси сега купуваат имоти во Турција, што со себе носи можност да ги обезбедат своите заштеди, па дури и турско државјанство. За турските компании за недвижнини, како Property Turkey, ова е време на бум. Дури и исклучувањето на Русија од системот за трансфер на пари, SWIFT, не е пречка русите да купуваат имот во Турција. Луѓето кои бараат програма за државјанство се најзаинтересирани за инвестициски имоти во Истанбул. Во денешно време, поради забраната за SWIFT, луѓето се заглавени со префрлање пари. Но постои начин, особено криптовалутата е еден од најдобрите начини, како тие може да ги префрлат своите средства во Турција. Андре планира да се пресели во Европа и да започне нов живот, но неговите мисли се кај семејството и земјата во која ги оставил. Размислувам за нив секој ден и им се јавувам и пишувам речиси секој ден. Всушност, сакам да ги земам од Русија или само да имам надеж дека Русија може да се промени. Не можам да замислам колку време може да потрае бидејќи веќе изгледа како во лошите години на Советскиот сојуз. За мене тоа е смртта на Русија. За сега, Андре го поминува времето во Истанбул со поддршка на локалните турци и растечката мрежа на руси, на кои Турција им стана прибежиште. А за крај на News Flash, роботите долго се користат во производството и други услови каде има потреба од прецизни и брзи задачи, но за да се направат паметни роботи, потребен е софтвер. Ова може би изгледа како детска игра, но за да може роботската рака прецизно да го земе потребниот предмет, неопходна е генијалност. Во заедницата за истражување и развој се користат делови од полица, салотейп и лепак. Машините се добри за задачи кои се прецизни, кои се повторуваат. Софтвер компаниите ги прават овие машини паметни преку пишување софтвер инструкции за рацете на роботот да одгледаат производи, да работат во океани и слично, вели експертот за роботика Кет Скот. Што може да се направи со една рака? Луѓето може да земаат работи, но роботите се уште не се добри во тоа. Се обидуваме да ги направиме подобри во фаќање и движење предмети. Компанијата Picnic Robotics во Колорадо промовира софтвер со кој се олеснува движењето на роботската рака од далечина или се тренира раката за разни задачи. Идните инженери гледаат можност во Picnic Robotics. Навистина е одлично да имате робот кој би можел да прави се за вас. Технолошките компании често го чуваат во тајна софтверскиот кодекс. Picnic е меѓу оние што нудат отворен софтверски извор што корисниците може да го видат и унапредат. Можете да го најдете онлайн и има многу упатства. Можете да го пробате дома. Дури не ви е потребен ниту робот. Можете да правите многу работи преку симулација. И додека инженерите низ целиот свет работат на роботските кодекси, овие машини се подготвени да направат повеќе од кога и да било порано. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerica.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.